Во моментот кога македонската влада се соочува со ограничен маневрски простор во однос на преговарачката рамка со Европската унија, председателот на Институтот за демократија Societas Civilis, Марко Трошановски, предупредува дека промената на самата рамка е речиси невозможна, но затоа е клучно, вели тој, да се промени сценариото на нејзината имплементација. Штетата е направена неповратно кога се искреира, кога се испреговара и прифати таа преговарачка рамка. Тоа е прво и мора да се каже и мора да го имаме на ум. Сега е многу тешко и сме ставени во една безизлезна ситуација и маневарски простор кој што ни е многу скусен како држава, особено поради тоа што реков, малиот дипломатски капитал кој што го имаме, мала држава сме, и второ, малото геостратешко значење на земјата. Во оваа рамка, како посебно проблематичен дел, ја посочува улогата на Историската комисија, која според него функционира безделовник, под политички притисок и со темпо кое не одговара на чувствителноста на историските прашања. Решението го гледа во инсистирање на нови услови за нејзина работа, засновани на европски стандарди. Тука треба да бараме како држава и има разбирање кај европските земји членки се поголемо и поголемо дека европските стандарди на преговарање треба да бидат оние под кои што ќе разговара Историската комисија, како што разговара Германија и Полска, Германија и Франција. Паралелно, тој смета дека во фокус треба да биде и акцискиот план за заштита на малцинствата, кој треба да се заснова на јасни и мерливи критериуми, а не на паушални обвинувања како оние за говор на омраза базирани на илјадници постови на Facebook. Во однос на политичката култура во земјава, вели дека иако има напредок во тонот на дебатата по трагедиите кои ги сплотија партиите, сепак се уште се чувствува етничка поделеност и недостаток на конструктивна дебата, особено од страна на опозицијата. Опозицијата е отсутна целосно. Мислам дека многу повеќе треба да е насочена кон предлози кои што даваат се конструктивна критика на политиките. Мислам дека и нивниот комуникацијски центар мора многу поактивно да разработува она што се нарекува влада во сенка за секој ресор на ВМРО, опозицијата да има конкретен човек кој што би бил лице на опозицијската алтернатива понуда на политиките во тој домен и тој ресор. На прашањето за комуникацијата на актуелната власт со граѓаните, Трошановски вели дека ВМРО ДПМН е како и во минатото. Вложува многу во политичка комуникација и го прави тоа конзистентно, но засега без злоупотреба на медиумите како во минатото.